2 стомачни вируси и една бактерија детектирани кај двајцата хоспитализирани гостиварци на клиниката за инфективни болести. Не биле задржани на болничко лекување поради потешка клиничка слика, туку како што вели директорот на установата за дополнителни анализи. Но нивните идентични резултати не се доказ дека загадената вода е причина за состојбата, додека не бидат испитани примероци на поголем број на пациенти. Уште 3 лица од Гостивар биле амбулантски третирани на клиниката. Кај пациентите направено исследување и кај двајцата пациенти детектирано присуство со ПСР технологија, присуство на 2 ентерични вируси, саповирус и астровирус, и придружена со ентеропатогена Ешерија коли. Но со 2 примерока не може да се заклучи дека причината на заболување на сите таа приближна бројка се токму тие вируси. Доктор Цана вели дека овие вируси се пренесуваат по фекално-орален пат и тоа поради загадена вода, загадена храна или ракување со заразено лице. Вели дека клиничката слика трае неколку дена. Само со добра хигиена и рехидратација пациентите би требало да се опоравуваат. Но доколку има компликации, нормално затоа и тие се кај тие што се сомневаме дека може да развиват некоја потешка клиничка форма, се хоспитализираат и се третираат соодветно. И додека се чека што ќе покажат епидемиолошките анкети и анализите кај пациентите. Здравствените власти соопштуваа дека се намалува бројот на новопрегледани пациенти во здравствените установи во Гостивар. Во болницата изминатото деноноќе имало 183 болни и 110 во здравствениот дом. Изминатите 7 дена околу 3400 гостиварци со стомачни тегоби побарале лекарска помош. Сања Димитровска, Сител телевизија.